Бисера Кафтанова од Штипска конфекција веќе 3 месеци е на принуден одмор без плата и здравствено осигурување, откако фирмата Алконтекст отпуштила од работа 110 работнички, на принуден одмор останале 20, на кои иако им била ветена плата за 3 месеци, не добиле ништо, ниту им се платени придонесите. Бисера раскажува како се нашла во виорот на отпуштање во фабриката за текстил без заштита од институциите. Значи фирмата отвори нова фирма во меѓувреме. Тоа е фирма која што месец дена пред нашите решенија имаше исто така во 5 до 3 потпишување на согласност дека ќе пристапиме во новата фирма и согласно даваме отказ во старата, кои што решенија заедно со Гласен текстилец ги институциите ги поништија. За после 2-3 недели истите вработени во фирмата добијат понуда да се вработат во старата фирма каде што ќе продолжат да работат и таму останаа 100 луѓе, додека останатите добија решение за принуден одмор. Еве јас работев на пример до 3 часот, во 10 до 3 го добив решението за принуден одмор, бидејќи не сакав да потпишам под условите кои што ги нудат да бидам на определено работно време во новата фирма. Кризата со пандемијата најмногу ја погоди текстилната индустрија, а собствениците бараат форми на излез на разни начини и со откази на работниците. Бисера вели, нема предавање. Не боли тоа и ќе се бориме до крај, бидејќи таму имаме во групата бремена жена, на која што воопшто не ги дадоа никаква заштита. Значи имаме жени кои што се на породилно боледување, кои поради тоа што во групата кога нас не ни се исплатени здравството, не можат да си го земат своето породилно. Имаме жени кои што се пред пензија на неколку месеци и се во агонија што ќе се случува понатаму. Има жени кои што осигурувањето на фамилијата се води преку нив. Деца, сопруг се осигурани преку нив. Значи тоа е период од 3 месеци кои што стварно е во социјално-економска криза, во пандемија, многу голем проблем и верувам дека за тоа и останавме 20 и ќе се бориме до крај. Настрада и работниците во чевларската индустрија. Штипска баргала отпушти околу 100 работнички зашто не дошле 3 дена на работа, а тие велат чекале да бидат повикани. На 12 сум била на работа, на 11 сум била на работа. Пуштијаме на повик. И сега вчера ми стига отказ. Дека не сум се јавила на 16, а ја чекам повик. Ја не знам кој може ми дадат отказ. А ја на 60 години. Сум сигурен да сум неодговорна работа. Од тие години што сум до сега убргала, ја немам ден останата. У најпандемијата кога почна ние работиме, баргалци никако не застанаме, а здравство немавме никако. Нема осигурување, нема плати, исподијане како кучиња. Отпуштањата од работа и принудните одмори се најизразени од септември минатата година, кога фирмите почнаа да ја чувствуваат кризата и да бараат начини да се ослободат од работната сила. Се отрасува од работнички кои што де факто беа ослободени со времени мерки, меѓутоа не знам, нема воопшто немаше никаква грижа за благосостојбата на работникот, како тие ќе се снајдат, тие откази, еве конкретно и во баргала отказ поради кршење на ред и дисциплина. Значи тие работнички се заразуваа на работно место, се заразуваа за време на транспортот, меѓутоа одеа и за време на полициски час, и викенди, и карантини. Нови отпуштања од работа се најавуваат од есен. Новиот Делта сој тропа на врата, а со тоа можноста од затворање на земјите и пазарите. Состојбата со Делта сојот може да ескалира, а тоа ќе се рефлектира на производството и ќе донесе нов бран на отпуштања од работа. Поради кризата, во многу фирми, договорите на определено време не се продолжуваат, а најавите се дека ќе има отпуштања и на работници на неопределено време. Кризата предизвикана од пандемијата, освен текстилната, кожарската, погоди и дел од градежната индустрија, високоградба, настрадаат туристичките агенции, угостителството. За сето тоа сме заеднички криви и заеднички одговорни, што поради некомпетентното инвестирање, што поради малата или слабата или недоволната помош за компаниите,
и што поради начинот на ние кој партиципираме во глобалната и меѓутоа и во домашната индустрија. Постои ли опасност од бран на нови отпуштања од работа? Постои опасност. Пред се затоа што ние не можеме да ја контролираме пандемијата, ниту пак влијанијата, сериозните влијанија од кризата. Наназад мерките покажаа дека се спасени работни места, спасени се дел од компаниите, меѓутоа не знаеме дали тоа може да оди во недоглед. Купно 6783 лица од текстилната индустрија останале без работа минатата година, а бројот на нови невработени се зголемил за цели 128% во 2020 во однос на 2019 година. Најчесто основ е истекот на определено работно време, а спогодбените престаноци се зголемиле за 124%, покажува анализата на Сдруженијето за истражување и анализи ЗМАј. Да, ќе има отпуштања, затоа што знаете што, ова е пазарна економија. Никој не сака да се откаже од профитот што го остварува, меѓутоа не по цена на затварање на бизнисите, затоа што ако не се ослободите од поголемиот товар на работната сила и зачувате одредено јадро кое што ќе може да го одржи производството за некој период и потоа повторно да имате вработување, во тој случај ништо не сте направиле. Многу е тешко да се стартува производство. Токму и затоа голем дел од компаниите текстилни, надевајќи се дека сето ова ќе заврши, затоа што сите ние мислиме дека еве следниот месец па беа вакцините, па сите се надевавме, еве умеѓу време се јави еден нов вид, па друг нов вид и никој веќе не може со сигурност да каже кога ова ќе се заврши. Така да голем дел од компаниите дури влегоа во финансиски оптеретување со задолжување кај комерцијалните банки за да исплатат плата, затоа што верувајте, не работодавецот толку со лесно срце не дава отказ. Пероска вели предлагале и барале решение во услови на криза, државата да ги превземе социјалните обврски на отпуштените работници. Не може компаниите да ја решаваат социјалата на една држава. Најголемиот проблем кај нас, и тоа на неколку пати сме го кажале, дека треба да се не може државата да ги делегира обврските на социјалната политика на ниво на предпријатија, затоа што сето тоа ќе доведе до нивна пропаст. Неангажираните работници, да не кажам отпуштените или затоа што тоа се моментално неангажирани работници кои што во услови кога ќе се воспостави нормалната ситуација, ќе има повторно потреба од нив. Станува збор за социјални пакети, што значи дека преквалификациите, доквалификациите, директно подршка во платите, директно до обучување, директно зголемување на компетенциите на работниците и нормално со помош на оние кои ги представуваат, а тоа е се синдикатите, за реструктурирање на пазарната сила. Но ампова е децидна, продолжуваат злоупотребите, се затвораат старите и се отвораат нови фирми, се поведуваат предстечајни постапки. 30 години им даваа на работничките од текстилната индустрија плата од некои 6-7 трпаа богатство, правеа вили, одеа по 10 пати на одмори, на крајот еве бремени жени ни остануваат без родилно, а злоупотребени државни средства не знаеме каде се, во некој нов џип очигледно, а институциите некако молчат. Овде имаме само одговор од Државен трудов инспекторат на кој што раците им се врзани, можда пуштат само платен налог, прекршечна постапка, ќе се плати тоа. Треба тука кривична одговорност. Според податоците на ЗМАј, вкупно 677 фирми од текстилната индустрија добиле 745 милиони денари поддршка за исплата на плати од владата. Тоа се 50% од сите фирми во индустријата. Нешто помалку од 300.000 денари се уште не се исплатени на работниците. Пред нас е неизвесен период во однос на пандемијата. Негативните ефекти од кризата и можниот нов бран од мутираниот вирус, не само здравствениот систем, ќе ги почувствуваат и работниците во производството. Невработеноста ќе расте, а со тоа ќе
ќе се зголемува и сиромаштијата. Министре Бесими има загрижувачки најави за отпуштање на работници, и тоа есенва. На удар се вработените во текстилната индустрија и како вели председателот на Асоциацијата на работодавачи Ангел Димитров, всушност не само работниците во текстилната индустрија, туку и оние на кои им стекуваат договорите на определено време. Свесен ли сте и дали сте загрижени? Благодарам, значи, на можноста да разговараме на оваа тема. Значи, постојано го кажуваме тоа во јавноста, јас лично, но и другите членови на влада, значи, состојбата со пандемијата на ковид во економијата е сериозна од аспект на импактот и од тоа ние не сакаме да создадеме илузија дека состојбата може така лесно да се надмине. Меѓутоа, има една друга вистина, значи дека во целиот период ние постојано следиме што се случува, разговараме и наоѓаме решенија, предлози кои дале во досегашниот период ефект и тоа во неколку насоки се групирани мерките. Една од главните, првата е тоа во здравството, во здравствениот сектор, второ е во ранливите категории што се најпогодени, третото е кај вработените од аспект на вработеност и четвртото е кај фирмите. И воедно се помага и на страната на посебно во текот на 2020 година да се поддржи потрошувачката. Значи имаше на разни категории за поддршка на потрошувачката, дека во 2021 покрај мерките за поддршка, односно поддршка на фирмите за ликвидност и задржување на работните места субвенции, отидовме и со додавање на развојна компонента, зашто 21 веќе ги имаме сите бројки дека економијата почнува да се раздвижува, да се враќа на раст. Ние очекуваме дека вториот квартал ќе значи и званично завршување на кризата, затоа што очекуваме позитивен раст на бруто домашниот производ во вториот квартал на годината. Но да се вратам значи на вашето прашање во тој контекст, значи во текот на 2021 година отидовме со две мерки што се можам да кажам дека се комплементарни една со другата, но не исклучуваат една и другата. Тоа е продолживме со субвенција во петтиот пакет субвенционирање на задржување на работните места, односно субвенции за вработување, и тоа беа офатени околу 50.000 работни места за поддршка на плати што се даваше во текот на 2021 за февруари 53.000 и за март 50.876 лица. Значи по основ на ова се даде поддршка за околу 27 милиони евра од буџетот во 2021. Во исто време, ако и денес го презентиравме, значи на влада, значи 15 јули Развојната банка ќе почне со имплементација на вториот инструмент кој го имаме предвидено со 10 милиони евра, префрлени се во Развојната банка, значи од буџет, и таа ќе ги администрира, значи така наречената линија COVID-4, кредитна линија, бескаматна кредитна линија, која се дава поддршка на фирми што во текот на 2021, значи тие фирмите што имале со 30% помали приходи во текот на 2020 година. Меѓутоа, доколку истите во текот на 2021, значи покажат подобрување на приходите за 10% во однос на 2020 или зголемување на бројот на вработени за 5% во однос на 2020, значи доколку приходот е поголем за 10%, ќе можат 30% значи од кредитот да го претворат во грант. А за бројот на вработени исто така ќе можат 20% да го претворат во грант, што значи дека можат до 50% од кредитот што го добиват сега со кредитната линија, што ќе почне од 15 јули, нула камата, ќе можат 50% од тоа да биде трансферирано во грант, со цел да се
поддржат фирмите што ќе задржат вработените, но и ќе го зголемат бројот на вработените. Граѓаните не можат многу да ве разберат кога станува збор за бројките. Еве јас ќе ви ги кажам какви се бројките. Од почетокот на ковид кризата во Македонија до февруари годинава без работа останале околу 18.000 луѓе. Број на активни баратели на работа е двојно зголемен, ова се бројките, вкупниот број на невработени е 160.000 луѓе. Ова е статистика на Агенцијата за вработување. Значи, да говориме со разбирлив јазик, што може за овие луѓе да се направи. И ви споменав за текстилната индустрија, односно за луѓето кои работат таму. Како најмногу на удар. Да, разбирам и тоа е важно за граѓаните и посебно тие кои работат и имаат страв за нивната работна позиција, односно работно место. Мерките што до сега се даваат, значи ние сме сведоци дека дали резултат, затоа што биле условени со задржување на број на вработени и не случајно според статистиката, значи бројот на невработености покрај кризата, значи одеше надоле. Ние завршивме значи со 16% број на невработени, односно и првиот квартал тоа е процентот на број на невработени. Ако гледаме во првиот квартал, тоа се 150.843, што за 5.874 се помалку невработени лица во однос на прв квартал од 2020 година. Помалку исто така се во однос на цела 2020 година за 5.100. За 10.399 или 10.400 се помалку невработени во однос на цела 2019 година во предкризна година, што значи за ако гледаме вака назад, сега зборувам за статистика, но тоа можеби не е допирливо за индивидуалниот граѓанин, но сепак бројките покажуваат некој тренд. Значи за 5 години може да кажеме дека бројот на невработени е помал за 80.543 лица. Ако гледаме Агенција на вработување, заклучно со мај евидентирани се 143.390 неработени лица. Тоа се 15.300 лица помалку во однос на почетокот на годината. Тоа што би сакал да пратам као порака до тие граѓани во овој контекст, значи владата продолжува со политиките за поддршка на стопанството и мерки за поддршка после ефектите што се од ковид. И следиме одблиску што се случува и слушаме секој од овие категории што се најпогодени од ковид. Добрата порака и добриот сигнал е дека сепак 2021 покажа позитивен тренд, но остануваме да следиме будно затоа што гледаме веќе во соседство се зголемува повторно бројот на заразени. И важно е динамиката на вакцинирање, веќе со обезбедени поголем број на вакцини, да продолжи колективната имунизација во земјата. Тоа ќе биде клучно во однос на каков ќе биде импактот и какви мерки ќе бидеме принудени во иднина да преземеме во однос на заштита од ковид. Тоа е пред се и пред економија, здравјето на граѓаните на прво место при ваков вид на криза. Штета што ова интервју е кратко, ви благодарам. Ви благодарам и на вас, на можноста да разговараме на вакви важни теми за економија и социјала за време на ковид и пост-ковид и перспективи за раст. Благодарам уште еднаш, се најдобро. Јовановиќ, во Македонија има загрижувачки најави за отпуштање на работници и прашањето е што се случува во Европската Унија, како ЕУ се бори со корона пандемијата, односно последиците, економските последици, говорам. Да, па секаде во Европа се приметува сличната тенденција, а тоа е дека пазарите на труд, односно вработеноста,
е намалена повеќе од економската активност. Например, ние денеска го објавивме нашиот најнов извештај за следните проекциите, економските проекции за Источна Европа за следниот период. Еден од главните коментари таму е дека пазарите на труд се чини дека се доста погодени од пандемијава, иако се уште не може 100% да се каже, но една мала илустрација. Регионот на Источна Европа во просек порасна во првиот квартал на оваа година за 0,4%. Значи БДП порасна на цела Источна Европа за 0,4%. Од друга страна, вработеноста е намалена за околу 2% или така нешто. Значи се гледа дека тој е мал економски раст што го има, или стагнација да кажеме, таа е во прилог на побогатите луѓе, односно на собствениците на капиталот на фирмите и останатите, додека работниците се повеќе погодени. И тоа е слично на секаде во Европа, иако за Европска унија се уште не постојат податоци за првиот квартал, се уште не се објавени, но податоците за четвртиот квартал што се објавија се генерално такви, и тоа може би до некаде за очекување, затоа што се уште економската активност не е заживеана и слично, но дефинитивно може да се каже дека има индикации дека работниците ќе излезат од оваа криза како најпогодените, дека многу повеќе тие страда, обичните луѓе што работат за плата, отколку да кажеме собствениците на фирмите, бизнисмените и слично. Сега, што е една голема разлика меѓу Европска унија и Македонија во поглед на мерките со кои што се справува со ова. Европска унија многу подолго имаше мерки. Европска унија донесе на ниво на Европска унија една програма што се викаше SURE, SURE, да не го кажам целото име, која што даваше 100 милиарди евра на земјите членки на Европска унија за да се справат со отпуштање. Практично владите им дава пари на фирмите за да не ги отпуштат работниците, покрива дел од плата. И таа мерка што ја даваше Европска унија, ја даваше до заклучно со јуни. Во Македонија мерката што ја даваше владата се даваше само за 2 месеца оваа година, значи само за јануари и февруари. Значи Македонија многу порано престана да дава поддршка за да нема отпуштања за разлика од Европската унија. Тоа е првата суштинска разлика. Втората разлика е што во Европската унија мерките беа многу посилни, поголеми. Например, се разликува од држава во држава, но во Австрија, например, главната мерка беше државата покриваше 70%, ако не се лажам, од платата на работниците. Кај нас беше минимална плата и толку, нема нешто. Или со новата мерка идеше покривањето до 20.000 денари, ама сепак тоа е многу помалку од она што го дава тука. Океј, сега ќе кажете дека Македонија и Австрија не може да се споредуваат. И океј, има вистина во тоа, не го негирам тоа, но она што можеше да се што клучната разлика е сепак дека во Европска унија повеќе владите дава пари за овие поддршки отколку во Македонија. Сега, значи, тие поддршки во Европската унија се истечени, заклучно со јуни завршуваат и веќе нема да се продолжуваат затоа што нема рестрикции, као состојбата се нормализира, но веќе се воведуваат нови мерки и поддршката од сега натаму ќе биде преку оној како се викаше Next Generation EU Fund, односно фонд за структурна трансформација на ЕУ, оние 800 милиарди евра што ги донесе Европска унија за да им помогне на своите држави членки за полесно да ја надминат кризата и да направат суштинска трансформација после кризата. Првите плаќања од тој фонд веќе почнаа на крај на јуни и значи сега помошта се мина. Државата се уште дава поддршка на фирмите и тоа ќе дава уште повеќе поддршка. Ако лани даде Европска унија 100 милиарди евра, сега со новиот пакет се предвидува тоа да биде 800 милиарди евра за неколку години, но сепак е повеќе. Значи поддршката ќе биде уште поголема, но се менува малку суштината. Не е тоа поддршка за плати, туку е поддршка, не знам, за зелена трансформација, за дигитализација, за иновации, за социјала и такви некои работи. Значи ако Македонија може многу да учи од Европската унија и она што треба да научи се две клучни работи. Прво, мора владата да дава поддршка за да нема отпуштања и по подолг временски период. Ако се прави проценка дека некои сектори, како што читам текстилната индустрија и останатите, се уште погодени од кризата и се уште не може да се опорават, не може да започнат со производство и слично, владата мора да им даде поддршка на тие сектори. Независно од тоа дали има рестрикции или не, дали владата воведува рестрикции или не, ако секторите се погодени, ако фирмите се погодени, мора да им се даде поддршка затоа што кризата не е само додека има рестрикции. Кризата е потрајна.
Тоа е првото. Второто, помош што се дава мора да биде таргетирана. Не сме да биде како лани што се правеше да зарешуваат парите кај Систина или не знам кај Групер и други компании кои што профитираат во кризава, него помошта мора да биде таргетирана и да се дава на фирми и работници кои што се навистина погодени. И третото многу важно е дека мора да има поддршка и за трансформација. Не само да им се даваат плати на работниците и на фирмите, туку да се даде поддршка за суштинска трансформација после оваа криза. Оваа криза мора да се искористи за да се направи трансформација на општеството во некој подобро општество. Мора да светот да излезе подобар после оваа криза отколку што беше претходно. И таа шанса мора да се искористи, а тоа може да се направи единствено ако државата воведе финансиска поддршка по примерот на ЕУ. Значи државата зема пари и прави јавни инвестиции, им дава поддршки на фирмите и на останатите за таа трансформација која што треба да биде во насока на зелена трансформација, помало загодување, дигитализација, нова технологија, иновација, социјална реформа и слични други такви работи. Јовановиќ, ви благодарам за овој исцрпен одговор. И јас на вас за прашањето.